Ние продолжуваме понатаму, а нашиот колега Кирил Утринова не дружи од терен. Нашата прва тема е поврзана со рисот, загрозен вид во Македонија. Ќе ги дознаеме деталите во продолжение. Кире, добро утро за тебе и повели. Така Леневе, добро утро. Балканскиот рис е македонска гордост, животно кој обстојува на овие предели. Пред неколку дена беше забележан во Кичевско, качен на дрво. Од Македонското еколошко друштво предупредија и предупредуваат дека балканскиот рис е во опасност од изумирање и се прогласува за загрозена врста. Тие во овој период од годината низ градовите организираат изложби со фотографии, ексклузивни фотографии кои што тие ги прават преку своите камери за балканскиот рис, предупредувајќи за тоа и запознавајќи го населението со балканскиот рис. Меѓутоа многу повеќе за тоа ќе ни каже Диме Меловски од Македонското еколошко друштво. Еве, го видовме рисот во урбана средина, вие предупредувате дека е во опасност од изумирање. На што се должи тоа? Што велат бројките на Македонското еколошко друштво? Да, бројките се околу 40 на риса дека се присутни на територијата главно на Западна Македонија, меѓутоа има неколку, отприлика 5-6 единки во соседна Албанија и 1 до 2 единки на Косово. Секако дека тоа го класифицира рисот за загрозен вид, според Светската унија за заштита на природата и според сите мерки, помалку од 50 единки е сепак нешто за кое што треба да се грижиме, заради тоа што секаков немил настан кој може да се случи, може да доведе до целосно истребување на овој вид од овие простори. Тоа што рисот беше забележан во Кичево, прво да потсетам дека не беше во урбана средина, сепак тоа беше на планина. Забележан од страна на совесни ловџи кои што при одење на лов во ловен ден забележале рис и нивните куќиња го истерале, тоест го протерале рисот. Тој успел да се качи на дрво, меѓутоа само после фотографирање на рисот неколку пати тие се заминале од тоа место, така што го оставиле рисот слободно да си продолжи по својот пат, што е добро бидејќи со тоа конкретно ловечко друштво Сокол Зајас од Кичево работиме доста долго, веќе 10 години навршуваме идната година, што значи дека имало ефект тоа што цело време сме биле заедно на терен, што сме работеле заедно на мониторинг со помош на фотозамки и нешто допрело до нив, одлучиле дека нивните членови сепак одлучиле да не посегнат во рисот, да не го убијат, што е добро за пофалба сепак. Рисот бил вознемирен, меѓутоа како што кажав, после тоа сепак си отишол и продолжил. На што се должи ова намалување на бројот и влегување на рисот во таа група на загрозени животни? Дали човечки фактор, дали природните катастрофи кои што се случуваат, што е она што го остава рисот во опасност? Па добро, историски, бидејќи оваа популација на балкански рис од секогаш била мала, историски секако дека влијаеле човечките фактори, како што се ширала човечката популација, поготово на Балканскиот полуостров, рисот се повеќе и повеќе му се скратувале тие можности да се движи по низинските делови, па се преселил на планините и понатака од пред да биде заштитен во 49 година, рисот секако дека бил истребуван заедно со другите крупни месојади како што се волкот и мечката. Меѓутоа, една мала енклава успеала да обстои на југозападен Балкан, претежно во Западна Македонија, и таа до денеска е тука присутна. Меѓутоа, сега заради тоа што е толку мала, предстои опасност од угинување заради размножување во сродство, што значи дека сите тие единки кои што се присутни сега живи на овие простори се некако сврзани роднински и тоа секако дека не е добро бидејќи нема размена на крв. И една од нашите следни активности за заштита би било носење на нови единки на рис, невразиски рис, со тоа што би се појачала неговата крв. Има интересни фотографии и видеа, вие ги објавувате на Македонското еколошко друштво од вашите фотозамки. Како се поставуваат тие, како се одредува каде ќе биде, дали се следи траката по кој што тие стандарно се движат? Да, секоја година имаме мониторинг, претежно во зимско-пролетниот период, бидејќи тогаш и размножувањето на рисот, тој најмногу се движи, најмногу има шанси да биде сликан на една од тие камери. Овие мониторинзи ги правиме заедно со националните паркови, значи претежно во Националниот парк Маврово, со работка на ренџерската служба од овој национален парк, целиот парк го покриваме
и успеваме да видиме колку риса живеат таму. Меѓутоа и со ловечките друштва кои што се надвор заштитените подрачја, со кои што имаме одлична соработка, ни помагаат, ги проверуваат сами тие фотозамки, се грижат значи за да бидат за да не бидат украдени, за да бидат батериите сменети, картичките проверени и понатака правиме заедно извештај и гледаме на тоа конкретно ловечко друштво колку единки има и не само рис, и сите други животни бидејќи неселективна метода. Сите други животни кои што се наоѓаат на тие простори се сликани и така да правиме на целосна слика, на целосен чеклист на тоа што живее во тој конкретен предел. Такви фотографии се дел од вашата изложба која што ја правите по повеќе градови. Бевте во Ресен, денес ако не се лажам сте во Тетово. За каква изложба станува збор и каде се е планирано да се одржува? Така, станува збор за изложба со фотографии кои што се претежно направени со оваа метода, со методата на фотозамки. Ние со таа метода како пионерско друштво работиме од 2007 година и сите тие фотографии кои што се собрани во овие 18 години, значи најдобрите фотографии, имаме стотици такви од рис, се селектирани и се направени во формат на 70 на 50 и 21 таква фотографија е одбрана и се изложува во сите заштитени подрачја во Западна Македонија. Започнавме секако во Маврово, бидејќи тоа е јадровото подрачје на балканскиот рис. Таму имавме две изложби, едната во Галичник, а другата во инфоцентарот на Националниот парк. Па оттаму продолживме во Националниот парк Пелистер, исто така таму беше 2 недели во инфоцентарот, па во градовите Охрид и Ресен, заедно со Националниот парк Галичица. Сега изложбата денес ќе отвараме во инфоцентарот во Тетово на Националниот парк Шара, тоа е ново формирано заштитено подрачје 21 година, кој што одлично работи. И на крај, некаде на 22 ноември, ја отвараме изложбата во Гризлис Иглус, тоа е поранешна Аурора во склоп на заштитеното подрачје Јасен на планината Козјак. Вие спомнавте дека се планира во носење на нови единки кои што би помогнале во размножувањето на рисот, меѓутоа што е она што друго треба да се направи како национална стратегија, меѓутоа и ние како луѓе свесни, како овие ловџи кои што го сретнале, што е она што треба да допринесеме за заштита и зачувување на балканскиот рис? Да, треба секако сите чинители кои што се опфатени во оваа држава, кои што имаат некаков интерес од балканскиот рис, не само интерес зборам економски, туку и интринзички интерес да се заштити ова животно, треба да работат заедно. И во таа насока би ја спомнал само што направената стратегија за заштита на балканскиот рис, главно со Министерството за животна средина и просторно планирање, меѓутоа имавме експерти дојдени од сите држави, не само каде што е присутен балканскиот рис, туку и од околината, Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. И овие експерти придонесоа да се направи што потемелна стратегија за заштита на балканскиот рис, која што е поднесена до Конвенцијата за миграторни видови, Бонската конвенција, и која што очекуваме во наредниот период, тоест до март наредна година, да биде одобрена и официјализирана. Од таа стратегија треба да произлезе национален акциски план кој што ќе има точни активности со датум и буџет и кој треба да ги направи во наредниот период. Така, со овој акциски национален парк ќе бидат точно сведени активностите кои што треба да бидат направени во наредните 5 до 10 години и со тоа се надеваме дека заштитата ќе биде на многу повисоко ниво и со тоа ќе го доведеме балканскиот рис од строго загрозен во загрозена категорија, значи ќе има над 50 единки и понатаму се надевам дека и ќе ја премини таа категорија, ќе дојде во категорија на пониско загрозени видови. Само за крај, доколку некој ловечко друштво или случаен минувач во планина го забележи, дали треба да се пријави истото негде или само да се остави рисот на мира да си функционира во тоа? Да, би било убаво ако може да се слика. Сега сите имаме смартфони кои што имаат добри камери, така да доаѓаат веќе слики. Ние водиме на темелна дата база заедно со колегите од Албанија и од Косово и таа база е што подобро да се полни со такви слики од балканскиот рис. Ние понатаму ги споредуваме и така гледаме за колку единки станува збор. Меѓутоа секако да се остави на мира. Убаво би било после сликата и уживањето во глетката, затоа што тоа е доста ретка глетка, да се тргнеме од местото и да го ставиме рисот да си продолжи понатаму.
Диме Меловски, Македонско еколошко друштво, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата. Слушнавме за тоа како функционира балканскиот рис, кои се неговите карактеристики, меѓутоа и зошто се смета за екстремно загрозен вид. Спомна и мојот соговорник во текст изложби кои што ги запознаваат луѓето со значењето и потребата од зачувувањето на балканскиот рис како автохтонно животно на овие предели во Македонија. Ти благодариме, Кирил, прекрасно животно, ние уживавме во сите снимки.